Повторно го дочекавме големиот ден кој е олицетворение на македонскиот непокор. Денот кој ја раѓа во нас желбата за почитување и празнување. Денес правиме временско премостување од цели 78 години, за да си припомниме на еден исклучително значаен настан од нашиот историски времеплов. Овој ден не кани да ги разбудиме чувствата за незаборав кон еден светол датум и настан и кон сите оние кои исполнети со верба и слободарски дух оставиле во станички белег во него. Република Северна Македонија е гордо исправена под своето знаме, бидејќи 11 октомври, 11 октомврискиот татнеш одекна на тој начин што овозможи одек за подоцнежни историски случувања, кои го креираа хронолошкиот растеж на оваа парче балканска земја. Тоа навистина е така. Оти да не беше 11 октомври, можеби не ке беше можно да се случи ни Асномскиот 2 август, без малку 3 години подоцна, а веројатно ниту многу други настани кои ја одбележаа нашата борба во времето на народно-ослободителната и антифашистичка војна. Токму затоа, овој празничен ден, овој 11 октомври, е запишан со црвени букви во календарот на нашето постоење. Календар кој е исполнет со бројни историски и востанички восклици на нашиот слободолюбив народ, но и на народите кои рамо до рамо со македонскиот кренаа глава против окупаторите во Втората светска војна. Со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, нашава земја застана на страната на прогресивниот стремеж кон подобро утре, а против фашизмот како најмрачна идеологија во современата светска историја и како најсилна негација на општо цивилизацијските и демократските вредности. Колку е значаен денешниот ден, зборува и фактот дека постоктомвриското разбудување овозможи на татковината да ги нижи настаните кои доведоа до конечно ослободување во 1944 година. Од формирањето на првите партизански одреди кои ја започнаа борбата против непријателот, Народно-ослободителната војска до крајот на војната прерасна во добро организирана 110.000 армија со неколку корпуси и дивизии како респектабилни воени формации. Но се разбира, на сите тие организирани форми на воено дејствување им претходеше денот Д, денот кој денес го славиме и одбележуваме. На тој 11 октомври во 1941 година во Прилеп, борците на првиот прилепски партизански одред извршиле напад на полицијската станица во градот, на Прилепскиот затвор, како и на телефонско-телеграфската мрежа. Со тој начин бил означен почетокот на востанието на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор, а со цел конечно ослободување на земјата. Ден потоа, на 12 октомври, се огласили и стрелите на кумановските партизани од Кумановскиот козијачкиот партизански одред, формиран во областа Студена вода, како и оние од Карадачкиот партизански одред, формиран во областа Менкова Колибла. Така започнала 4-годишната крвава народно-ослободителна војна на македонскиот народ. Сето тоа представува пресвртница во борбата за самобитност и национална засебност на нашиот народ, во неговиот стремеж кон слобода, национални и социјални права и собствена држава. Со овој историски чин, македонецот покажал дека никому и по никаква цена нема да му дозволи да биде втурнат на погрешна страна. Со својата вооружена борба, нашава земја не станала квислиншка територија, туку напротив, жешко подрачје и тврд орев за силите на окупаторот. Едноставно, грешка им бил есапот на непријателите дека епилогот од Втората светска војна ќе биде по нивна мерка. Секоја неправда на крајот завршува со правда. Секоја војна на крајот завршува со слобода. Секоја непромисливост со одземениот мир и љубовта кон татковината завршуваат со слободарско изгрејсунце. Тоа беше потврдено и со крвавите настани од борбите против фашизмот кои резултираа со крај на Втората светска војна и обнова на окупираните земји и територии.
така започна растежот на земјава, која започна да ги ползува сите државнички белези, а македонскиот народ заедно со сите други народи го започна одот низ својот слободарски живот. Драги сограѓани, 11. октомври ќе остане ден за паметење и ден за славење. Го славеле нашите мајки и татковци, го славиме и ние со нашите деца, а ќе го слават и сите наши идни поколенија. Нека биде така за навек. Нека ни е честит празникот, нека ни е за многу години денот на востанието и денот на борецот. Ви благодарам.